гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Обвинителството отвори истрага за трагедијата во Кочани. Еве ги и останатите информации од денеска. 34 осомничени за трагедијата во Кочани. Поранешниот министер за економија и директорите од ДПИ и ДСЗ во 30-дневен притвор. Судот одлучува за тројцата градоначалници. Заврши транспортот на пациентите во странство. Таравари најавува враќање на дел од повредените од идната недела. Итна исплата на 150.000 денари за сите семејства за итни трошоци. Досега згрижени 180 лица од семејствата на повредените во странство. Завршени 82 контроли за угостителска дејност. Од 23 објекти со лиценца, 13 немале ниту минимум технички услови. Младите од Тетово бараат правда за сите. Очекуваат одговорност за обвинителите и судиите кои ја кочеле правдата. Пожар во трафостаница го затвори најпрометниот аеродром во Европа Хитроу. А во тема на денот вечерва за текот на постапката која ја водат истражните органи за утврдување на одговорноста за трагедијата во Кочани и за најавената борба со корупцијата, разговарам со професорот Миодор Лабовиќ од Факултетот за безбедност. Останете со нас. 34 се осомничени во истражната постапка која официјално е отворена од страна на јавното обвинителство. На списокот има градоначалници, поранешен министери, директори, раководители во служби, проектанти, управители, сопственици, но и полициски службеници. Деталите за утврдените дела ги објави државниот јавен обвинител од Кочани, од таму во живо во Дневникот имаме колешката Ивана Соколовиќ-Најдова. Ивана, попладне во тројцата градоначалници кои што вчера попладнето беа приведени во текот на оваа постапка се преднесени и изведени на распит пред судија на претходна постапка во судот во Кочани. Има ли веќе одлука во однос на барањето од обвинителството да добијат мерка 30-дневен притвор? Иван, до сега не се споделуваат информации какво е решението за тројцата градоначалници, но потврда од судот добивме дека завршен е распитот за сите кои што се осомничени и последни денеска приведени и изнесени овде пред судија на претходна постапка. До сега изготвени се 21 решение, односно потврден е притворот за 21 лице, како што кажав, се уште се изготвуваат 3 решенија, меѓутоа судот не сакаат да кажат дали ова се решенијата за тројцата градоначалници на Кочани, Папазов, Илиев и Радко Димитровски. Сепак ќе почекаме да биде и официјално потврдено каква е мерката, иако веќе државниот обвинител Љупчо Коцевски кажа дека поради кривичното дело кое што им се става на товарот, тоа се тешки дела за општата сигурност на луѓето, ќе биде побаран притвор за сите кои што се приведени. Според бројките од обвинителството, 34 лица се офатени со истрагата за трагедијата во Кочанската дискотека во која што загина 59 млади лица. Според ова бројка 27 лица се физички лица и 3 фирми овде во истрагата која што се води преку Кочанското обвинителство. Останатите 7 се полициските службеници од СВР Штип и полициската станица во Кочани, но таа истрага се води по обвинителството за организиран криминал и корупција во Скопје како одвоена постапка, но поврзана со целиот овој случај. За нив веќе е определен притвор од 30 дена, а се гонат дека ставиле подпис на документи со кои што е возможено да се добие и она фалсификувана лиценца за работа на импровизираната дискотека. Според Коцевски, во периодот од 2012 година градоначалниците не постапувале согласно своите надлежности и дозволиле работа на ваквата дискотека. За целиот период тие примале уплата на сметките на општините како објект кој што врши угостителска дејност, иако објектот е со намена за индустријска зона. Еве ги деталите од изјавата на Коцевски. Осомничените тројца градоначалници на Кочани во период од 2012 година до 16.3.2025 година, како и осомничени двајца поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување, не ги извршиле своите правни обврски согласно закон
за заштита и спасување со што овозможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност спротивно на законот за угостителска дејност и другите пропишани услови согласно закон. За целиот тој период општината примала уплати по основ на надоместок за угостителски објект. Во однос на активностите на Државниот пазарен инспекторат и Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за внатрешни работи продолжува да врши проверки во насока на утврдување на сите пропусти во текот на целиот временски период на работа на клубот. Ивана, изминатите денови многу информации излегоа во јавноста откако официјално отворена истрагата, што велат сега од јавното обвинителство, дали воопшто постоело некаков писмен договор за одржувањето на концертот на 16 март и за користењето на пиротехничките средства внатре во објектот. Не, Иван, не постоел никаков договор за настапот или концертот на музичката група ДНК. Се било како усен договор, договорено со собственикот на локалот. Меѓутоа, немало ниту дозвола за користење на пиротехниката која што била внесена во самиот објект. Од друга страна, тука, според Коцевски, она одговорност која што ќе ја понесат и обезбедувањето, членовите на обезбедувањето на фирмата за обезбедување на самиот локал, бидејќи според обвинителството не постапувале согласно надлежностите, односно не провериле во каква состојба е локалот, ниту пак дали има услови за користење на ваквата пиротехничка опрема. Од друга страна, дозволили влез на лица кои што се малолетни. Според бројката која што беше споделена од обвинителството, 650 лица биле внатре во самата дискотека, од кои што 31 лице биле деца. Да ја слушнам и ова изјава на Коцевски. На ден 16.3.2025 година, еден од осомничените, одговорно лице во клубот, усно организирал концерт, настап без формално пропишан договор со музичката група ДНК и при тоа заедно со осомничените управители и осомничените припадници на Агенцијата за обезбедување, свесни дека капацитетот и условите во објектот тоа не го дозволуваат, овозможиле влез на околу 650 посетители, помеѓу кои имало најмалку 31 дете. Едно од осомничените лица вршело продажба на билети, без при тоа да води сметка за бројот и возраста на гостите кои смеат да присуствуваат спротивно на законот за угостителска дејност, овозможувајќи влез и присуство и на малолетни лица на настан. Осомничените одговорни лица во дискотеката и членови на обезбедување не спречиле за потребите на настапот на групата ДНК да се внесат во угостителскиот објект и да се употребат експлозивни материи, пиротехнички фонтани, иако за тоа действие немале задолжителна дозвола издадена од надлежни органи за да ракуваат со пиротехничките средства, ниту пак просторните услови дозволувале употреба на такви пиротехнички средства. За внесување и употреба на пиротехничките средства е осомничен еден член на музичката група и постои сомнение дека членовите на бендот околу 0,2 часот и 32 минути по полноќ како дел од сценскиот настап и ефект ги активирале експлозивните материи, пиротехнички фонтани кои изфрлале искри во правец на плафонот над сцената, од кои веднаш се опожарил кровниот дел од објектот и пожарот се проширил по целиот објект. Во однос на пропустите на обезбедувањето, осомничени се собственикот и управител на фирмата за обезбедување од Скопје, овластеното лице на подружницата во Кочани, тројца вработени и едно лице кој не било вработено во фирмата, но вршело одредени работи за таа фирма. Сите тие вршеле работи на физичко обезбедување без каква било претходна безбедносна проценка и план за обезбедување, без да ги проверат условите за противпожарна заштита и опасност од пожари, како и другите сигурносни услови, особено во однос на опасности и можности за евакуација. Во текот на критичната вечер не контролирале и овозможиле влез на деца во објектот,
не воделе грижа за преполнетоста на капацитетот на посетителите во објектот и не спречиле внес и користење на експлозивни материи, пиротехнички средства со кои бил предизвикан пожарот и поради кои настанала несреќата во објектот. Иван, имаше информации дека собственикот со подкуп изминатиот период успевал да ја обезбеди лиценцата за работа. Дали обвинителството официјално ја потврди оваа информација? Да, информацијата е потврдена од страна на обвинителството. Прво осомничениот, односно собственикот на локалот, практично нудел пари за да обезбеди ова фалсификувана лиценца за работа на импровизираната дискотека. Според Коцевски и од лани директно 2024 година, значи директно на службено лице од Министерството за економија му понудил сума на пари за да ја добие дозволата за работа. Меѓутоа Коцевски не сакаше да открие за колкова сума на пари станува збор, со оглед на тоа што веле дека тоа е дел од доказната постапка. Меѓутоа она што го посочи е дека за службеното лице кој што примило подкуп ќе има и одвоена постапка токму за ова дело. Еве го овој дел од Коцевски. Првоосомничениот за период од 13.2.2024 година до 13.2.2025 година директно на осумничено службено лице вработено во Министерството за економија му дал одреден паричен износ за да изврши службено дејствие што не би смеел да го изврши и на тој начин без при тоа да биде спроведена законски пропишана постапка, обезбедил фалсификувана службена исправа, лиценца за вршење на угостителска дејност. Поради тоа, против вработениот во Министерството за економија е поведена постапка и за примање на подкуп од член 357 од Кривичниот законник. Една од осомничените е и собственичка и управителка на осомничено правно лице од Кочани, која во текот на 2010 година постапила по барање на осомничениот собственик и му изготвила основен проект како услов за отпочнување со работа и вршење на угостителска дејност кабаре, иако знаела дека не постоеле законски услови објектот да биде пренаменет од категорија лесна индустрија во објект што врши угостителска дејност кабаре. Од Министерството за економија до овој момент осомничени се поранешен министер, но и поранешен државен секретар, раководител на сектор, раководител на оделение и помлад соработник, кои во моментов работат во Министерството, но на други раководни позиции. Сите тие со неизвршување на своите службени должности, што биле правно должни да ги извршат, не постапиле според прописите и техничките правила за мерките за заштита и на осумниченото правно лице, кои не ги исполнувало пропишаните услови и начин за вршење на угостителска дејност во повеќе наврати со лиценци му овозможиле вршење на угостителска дејност кабаре. Поранешен директор на Државниот пазарен инспекторат и 3 службени лица инспектори, иако биле должни да вршат инспекцијски надзор, не ги извршувале своите службени должности и во период од 9.1.2020 година до 16.3.2025 година во ниту еден наврат не извршиле контрола над работењето на правното лице, Да, Ивана Соколовиќ најдова останува пред судот во Кочани. Ја очекуваме во следните информативни изданија со најновите информации по однос на барањето за определување притвор за приведените и осомничени во целата постапка. Министерот за внатрешни работи објави дека завршила првата фаза од постапката за трагедијата во Кочани. Ова не е крајот, како што вели Тошковски, продолжува собирањето докази, а секој што има одговорност ќе одговара пред законот. Со 2 кривични пријави против 34 лица и 3 фирми, Министерот за внатрешни работи прогласи крај на првата фаза во постапувањето за пожарот во Кочанскиот клуб Пулс.
Поднесени се 2 кривични пријави против вкупно 34 физички лица и 3 правни лица за кривично дело тешки дела против општата сигурност по член 292 во врска со предизвикување општа опасност по член 288 од Кривичниот законник, при што едно лице е пријавено и за примање подкуп по член 357 од КЗ. Уште еднаш сакам да истакнам дека оваа трагедија повика на целосна мобилизација на сите институции. Министерството за внатрешни работи веднаш ги активираше сите своји капацитети од обезбедување на местото на трагедијата, евакуација и извлекување на повредените, регулирање на сообраќај, па се до логистичка поддршка за нивниот транспорт и лекување, како во земјава, така и во странство. Крајот на првата фаза Тошковски вели дека не е крај на истрагата. Рече дека очекува и нови приведувања, додавајќи дека полицијата во соработка со обвинителството и натаму работи и дека ќе одговара секој што сторил било каков пропуст. Свесен сум и за сомнежот кој постои кај вас граѓаните. Знам дека досегашните искуства на нашиот народ со вакви предмети беа болни и разочарувачки, и од тука ја оправдувам загриженоста и сомнежот дека и овој пат е можно тоа да биде така. Но нагласувам дека таа загриженост овој пат е непотребна и докажуваме преку нашите постапки дека има разлика и дека ние сме одлучни таа разлика да ја покажеме одговорно и посветено, и свесни сме дека не смееме да ве разочараме. Меѓу приведените 7 лица се полициски службеници, што според Тошковски е доказ дека нема да се толерираат пропусти на било кое ниво. Александар Спасовски, Сител телевизија. Од ДУИ предмалку испратија соопштение во врска со одлуката на јавното обвинителство за 30-дневен притвор на поранешниот министер Крешник Бектеши и други представници на претходната влада. ДУИ сака да појасни дека секоја лиценца за вакви објекти се обновува на годишно ниво, земајќи ги предвид специфичните услови за таа година. Затоа неточно е да се тврди дека постои континуирана одговорност без прекин низ годините. Главната одговорност лежи кај оние кои требало да го спречат функционирањето на ноќен клуб без лиценца таа кобна ноќ. Фактот дека од приведените лица само 1 или 2 се актуелни функционери отвора сомнежи за селективна правда. Бараме правните процеси да бидат праведни, транспарентни и засновани на закон, велат од ДУИ. Позитивни вести од здравствените власти. Завршен е транспортот на пациенти во странство, а дел од повредените веќе одат на домашно лекување. Пред да бидат пуштени дома, задолжително им се прават токсиколошки анализи. Сања Димитровска ги на информациите. Со подобрена здравствена состојба и уредни токсиколошки анализи, 10 пациенти кои беа повредени во пожарот во Кочани заминуваат на домашно лекување. Здравствените власти велат дека бројот на хоспитализирани се намалува и во моментот потреба од болнички третман имаат 162, кои се во здравствени установи во земјата и во странски медицински центри. Во тешка состојба е еден пациент во Турција, а во Грција, Бугарија и Србија има подобрување кај дел од повредените, кои повеќе не се на респиратор. На лекување надвор од државата се 115 повредени и Таравари најави дека веќе нема да има транспорт во други земји. Имаме најави од одредени држави кај што пациентите веќе и се движат и се во добра состојба, за да подготвиме протоколи како ќе биде нивното враќање, дали ќе треба да се сместуваат, секако ќе бидат прегледани од наши доктори. Тие што се во сосема добра состојба, после преглед од наш доктор, може да се пуштат и да одат дома. Следното, значи, со кое што ќе се соочуваме се инфекциите, и надвор од државата и во државата, затоа ќе бидеме внимателни за да превенираме максимално што можеме за да нема компликации. При пожарот во дискотеката горела пластика, сунгер и текстил и биле ослободени повеќе видови на отрови. Какви ќе бидат последиците зависи од концентрацијата и време траењето на изложеноста на гасовите. Без задоволителни токсиколошки анализи нема да биде испишан ниту еден пациент, велат од клиниката за токсикологија. Овие резултати покажуваат дека сите биле изложени на зголемена концентрација на јаглероден моноксид. Ние не смееме да си дозволиме
со нереферентни вредности пациентите да ги пуштиме дома, да кажеме да, клинички се добри, ќе ве пуштиме дома, одете си, а не се референтни резултатите. Ќе ги задржиме до понеделник и после тоа имаме направено план да ги контролираме еден подолг временски период, затоа што ваквите труења можат да остават последици и хронични. Во здравствените установи во земјата најмногу хоспитализирани има во градската болница 8 септември и во хируршката клиника Свети Наум Охридски, како и 9 повредени кои се во приватните болници Аџибадем Систина и Жан Митрев. Сања Димитровска, Сител телевизија. Државните институции денеска информираа дека лекувањето на пациентите во странство ќе биде покриено од државата, дополнително досега обезбеден транспорт и сместување за 180 членови на семејствата на повредените кои се лекуваат во странство. Со последна одлука на владата, на семејствата на повредените им се исплатени по 150.000 денари за итни трошоци. Повеќе од 48 милиони денари, односно над 780.000 евра, досега биле донирани од граѓани, фирми, општини, институции на солидарната сметка на Црвениот крст за настраданите во страотниот пожар во Кочани, информираат од организацијата. Од нив Црвениот крст и владата донеле одлука веднаш да се исплати итна и првична помош по 150.000 денари на сите зафатени од несреќата, но тоа нема да биде единствената помош што тие ќе ја добијат. Бевме информирани од страна на Црвениот крст дека се прави формално правно согласување и проценка преку која на сите семејства кои се погодени од ужасната трагедија за почеток ќе им биде дадена финансиска поддршка во висина од 150.000 денари на секое семејство и истите средства ќе им бидат на располагање за покривање на тековни, дневни, најитни трошоци. Се разбира, ова не е само еднократна помош. Дополнително, министерот за здравство потврди дека во најголем дел лекувањето на повредените надвор е бесплатно, а доколку не е, тоа ќе биде покриено од државата. Генерално во 99% ја мислам дека сигурни сме дека е бесплатно лекувањето и нема потреба никој да собира пари. Дури како влада обезбедивме и за по двајца родители или членови на семејство да патуваат, да им плати владата, значи да патуваат и да се вратат, и плюс сместувањето во сите држави кај што се. Така да нема потреба за шпекулации и за невистини. Ова е вистината која што е објавена од пред 3-4 дена, ова не од сега. Може би во некоја држава, меѓутоа генерално ви кажав 99% од лекувањето во сите болници е бесплатно. За пациентите кои се надвор, владени тимови контактираат со семејствата на повредените на секој 3 часа со цел целосна логистичка поддршка. Владата вчера со одлука издвои 30 милиони денари за превоз, сместување и храна за овие лица. Министерот за надворешни работи и трговија Муцунски се уште апелира тие да ги контактираат нашите дипломатско-конзулатни представници. Сите семејства на пациентите кои имаат потреба од превоз, сместување или дополнителна поддршка може да се обратат на 070 270 370. Трошоците за оваа намена се целосно покриени од владата. Нашите дипломатско-конзуларни представништва се на располагање за секоја неопходна помош, а за итни прашања достапни се и дежурните телефонски броеви 075 273 732 и 075 268 736, објави Муцунски. Оние кои сакаат да помогнат и да се вклучат во хуманитарната акција, може да донираат со телефонско јавување на бројот 143 400 од сите мобилни оператори и на жиросметката на Црвениот крст. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Обдукцијата врз телата на 59 загинати во дискотеката во Кочани покажала дека директна причина за смртта е насилно загушување. Кај четворица од нив, загушувањето настанало како резултат на повреди од стампедото во обидот да се напушти објектот. Само за четворица биле потребни ДНК анализи за да се утврди идентитетот. Според најавите од институтот, токсиколошките анализи ќе бидат готови до крајот на месецот. Насилна смрт од задушување предизвикано од пожарот е причина за смртта на 59 млади луѓе во клубот во Кочани. Обдукцијата покажа дека сите се задушиле за кратко време, неголемиот дел од јаглерот моноксид, а токсиколошките анализи ќе покажат какви други гасови вдишале. Меѓутоа, според макроскопскиот наод за време на обдукциите, ке најголем број од нив
има јаглерод моноксид. Многу опасен газ, тој е без мирис, без вкус, делува на централниот нервен систем, ги онеспособува жртвите и смртта може да настане многу брзо, за неколку минути, во зависност колкава е концентрацијата во тој простор, во таков чат, да делува јаглерод моноксид, многу брзо може да настане смрт и ги онеспособува жртвите да избегаат. При обидот да избегаат од пожарот, кај некои од починатите биле констатирани изгореници и скршеници, а 4 лица се задушиле во стампедото. Дали имало повреди од пат на некои греди, на некои тешки вакви, такви повреди нема. Меѓутоа, повреди скршеници на ребра и она што се вика задушување заради притисок, што се случува при стампедо, односно компресивна асфиксија, има ке 4. Ке 4 лица има таква асфиксија. И во детали не би влегувал, затоа што се уште не ни се завршени сите анализи, меѓутоа постојат фрактури на ребра, фрактури, знаци за притисок, кои што довеле до задушување. Пред да се направат обдукциите на сите тела била извршена прецизна идентификација со ДНК и дактилоскопија, односно отисок од прст. Кај 4 беше невозможно да се добијат отисоци и таму се направи само врз основа на ДНК. На Институтот за судска медицина при Медицинскиот факултет во Скопје му припадна можеби најтажната, меѓутоа верувајте една и од најодговорните задачи, а тоа е во најкосможен рок да изврши 59 судско-медицински обдукции кои што би требало да дадат одговор за причините за смртта на настраданите. Обдукциите 2 дена ги работеле само кадар од Институтот за судска медицина со помош од патологија и Тетовската болница, а да помогнат се понудиле речиси сите држави од регионот. Од 59 починати 16 се женски, а 43 машки, најмногу на возраст од 16 до 29 години. Александар Динев, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив за постапката во отварањето и во предистражната постапка и за текот на истрагата. Вечерва разговарам со професорот од Факултетот за безбедност Миодраг Лабовиќ. Професор, ви благодарам за можноста да го направиме овој разговор. Морам на почетокот да ве прашам со оглед на тоа дека голем број на институции се вклучени во целата постапка за прибирање на докази кои што треба да ја утврдат одговорноста за овој трагичен настан. Како според вас се спроведува и тече досега целата постапка? Најпрво во овие, можам да кажам, тешки, можеби најтешки денови за ова наша нација, да го изразам моето искрено сочувство до најблиските родителите на сите овие прерано млади животи кои што, како што знаеме, настрада и за сите оние исто така повредени. Нема едноставно утеха, нема што се вели зборови, меѓутоа води на ние понатаму. Како според вас се води целата постапка, професор? Целата постапка од еден објективен, неутрален аспект, со оглед на тоа што јас немам никаков интерес да никого овдека едноставно бранам или овако застапувам, меѓутоа од се оно што сите можевме да го видиме преку медиумите и едноставно може да се види дека за, видите, волку кратко време една оваква акција со сите овие оперативно-тактички мерки и действија во таа што се вели предистражна постапка, која што МВР, професионални се председа МВР, во една координирана акција со самото јавно обвинителство ја води, може да се каже дека е, видите, досега без, можем да кажем, преседан. Ако се овакви акции водат во сите идни други случаи, ние ќе бидеме, ќе се едноставно приближуваме кон она што се вели функционални држави. Меѓутоа невозможно е овакви акции да се водат, бидејќи од информациите што ги имам, не можат инспекторите стално да имаат оваква висока мотивираност, висока професионалност со оглед тоа што они едноставно кажано немаат 100 раце или па 100 глави и да денонокно работат и имајќи предвид дека се овие кадровски
да речем капацитет и ресурси со се ограничени. да речем ограничен во 5-6 лимит. дена осомничени се денеска официјално отворена истрагата од страна на обвинителството, 34 лица, огромен правни лица. И 3 правни лица. Постојано слушаме и од страна на Министерството за внатрешни работи и од страна на јавното обвинителство дека ќе се води брза истрага, но не избрзана. Потребна ли ни е брза истрага и може ли тука да се направат грешки доколку се брза со истрагата? Доколку се значи премногу брза, нормално е дека ќе има грешки и сега видите се јавуваат разноразни аналитичари, така наречени по знак наводници идеолози, но што беше шарена револуција, критикува, знаеме сите и по социјални мрежи и по разноразни овој да речеме портали, медиуми и нели така натаму, меѓутоа сите тие ловци на овие грешки забораваат дека оној кој што овака деноноќно работи може и да нормално погреши. Ераре хуманум est, една видите стара латинска изрека, така да не би требало да се видите брза премногу, но ова што имавме прилика сите да го видиме во еден ваков краток временски период, една оваква сложена, обемна акција со видите волку лица кои што беа осомничени, правни лица исто така беа осомничени, да се видите заврши во оној видите прв, што би рекле бран. Иначе денеска слушнавме од самиот министер Тошковски дека овдека не е фактички целосно завршена таа истрага и тие значи предистражни и ако се јават нови моменти, постапката и прибирањето нови значи моменти, околности, факти, докази, сето тоа ќе биде и значи натаму со јас се надевам значи релевантни валидни кривично правни докази процесирано понатаму. Меѓутоа, вие ме прашавте дали треба да се многу брзат. Има една латинска поговорка, вика, брза и пополека. Тоа е сега фактички идеалното, рече се да речем невозможното, но тоа е, како да кажем, умешноста и се она што го чини еден, да речеме, лидер, кој што видовме денеска, не денеска, туку овие изминати дено и овие изминати месеци, од кога е, значи, Панче Тошковски, дека има добро, едни нови методи. Така ќе треба да се работи во наредниот период за да се потврдат сите овие докази кои што понатаму ќе бидат користени во постапката пред судот. Морам да ве прашам во однос на корупцијата. Главниот револт на граѓаните е дека сето ова е резултат на корупција. Индиректно тоа и се потврдува со целата оваа постапка која што ја водат МВР и обвинителството. Може ли да кажеме дека целиот овој случај е последица на корупцијата во ова општество, која што довела до вакви трагични последици, со оглед на тоа дека е потврди и од обвинителството дека бил даван подкуп за да се обезбеди оваа лажна лиценца? Иване, не само подкуп. Подкупот е она да речем видлива, надворешно манифестирано видлив појавен облик на таа, да рече, класична корупција. Ние имаме и така посовремени, конвенционални, но и тие неконвенционални, најскрини, да речем, перфидни облици на корупција. Со еден збор, ја веќе 23 години развивам еден нов научно-теоретски концепт за таа системско-ендемска, значи, корупција, кој што е рак рана, кој што ги прави сите овие, значи, проблеми. И од тука не случајно беше на еден од тие, да рече, транспарентни на овие млади луѓе, кои што на тие, видите, мирни протести, ако стане збори, ако има време и за тоа ќе позборуваме, околу сите тие, тоа уствари не беа да рече протести, туку беа повеќе израз на овој почат спрема овие загинатите млади нели луѓе. Меѓутоа, на еден од тие, сакам да кажам, транспаренти имаше дека ние, односно младите, не умираат од несреќи, туку умираат од корупција. Се е тука фактички кажано, без оглед колку е тоа да рече случајно нели напишано или пак не напишано. Од тука значи велиме дека е тоа рак рана, тоа е најголемиот проблем. На сите други значи проблеми 10 празни места и еден видите оваков систем на значи повеќе децениски девастиран, корумпиран и видите коруптивен систем. Не случајно кажам корумпиран и коруптивен. Коруптивен таа системска корупција која што самиот систем понекогаш генерира да се случуваат овакви коруптивни дејања. Тоа е една малку поширока тема, не знам дали ќе ме време да ја фатиме, меѓутоа сакам да кажам дека во еден оваков, видите, коруптивен, не само корумпиран, и коруптивен, повеќе децениски, видите, систем, може би сите оние барања за таа оставка на министерот Панче
и Тошковски и на другите функционери, во една видите нормална или ајде да овака речем функционална, високо функционална држава, како што се, да речеме, скандинавските земји, или пак Нов Зеланд, Австралија, би била повеќе од видите излишно да се овдека дискутира. Затоа што ние знаеме дека во тие земји и за далеку помали случаи за паркирање погрешно, таму министри и премиери поднесуваат оставка, но се поставува една голема морална дилема. А за мене јасно, видите, значи прашање дали и во оваков еден, значи повеќе деценijski коруптивен систем. Како што веќе реков функционерите, тоа е една жива вистина која што сите граѓани ја веќе знаат, ја чувствуваат и се и те како револтирани, дека кај да се фактички сврдиш има корупција, од најниското, значи од средно високо до што се вели на највисоко ниво. И во еден вид таков систем дали е сега ова е контраефективно да се бара оставка. Што ќе се случи? Што од тоа? Кои ќе бидат предности? Кои ќе бидат фактички поентата да се сега значи поднесе оставка? Во таа смисла, значи сметам дека е антиморален чин и е, видите, морален кукавичлук да се сега бара и да се поднесе оставка, затоа што тоа ќе значи обезглавување на едно од значи клучните институции државни кои што ги водеше предистражни действија и кои што понатаму треба до видите, крај со ова да проложи, не само во однос на ова, значи досега најголема трагедија, туку и во однос на сите оние случаи кои што за овие 9-10 месеци ги отвори Министерството. Ние видовме дека се отворија големи случаи. И јас и видите јавноста не сме до крај задоволни. Симпатизерите, членовите на ВМРО-ДПМН, останатите, значи правдолюбиви, слободоумни граѓани кои се видите непартиски членови, сакат да тоа уште, значи понатаму проложи. Отворено се во видите јавноста постава прашањето зошто не е удрено и по тие највисоки, да речеме, во случаи на корупција како што е кланот Заеви, како што е речете го внукот на Али Ахмети, но сето тоа сакам да кажам еве како еден видите долгогодишен оперативец кој што непосредно се видите бавел со овие работи, бил директор на самата финансиска полиција. Тука во однос Иване на овие највисоки значи случаи на таа корупција се јавуваат определени објективни пречки, ѕидови. Не случајно Заев можеби напушти премиерската функција. Добро, има институции кои што тоа треба да си го проверат, али тоа се најголемите проблеми што сакам да кажам. Ќе ми дозволите само, знаете што сакам да ве прашам? Како овој случај ќе влијае и каква порака овој случај испраќа на државните институции и начинот на кој што тие треба да работат во иднина? Ќе биде ли ова враќање во реалноста за тоа како треба да се работи како државен апарат во иднина? Ова, видите, секој случај представува, како што кажав веќе, репер, стандард за тоа како треба да се работи, меѓутоа ќе треба да се издржи на ова. И оно што сакав посебно да го нагласам, не треба да се застане тука. Треба да се, видите, продолжи и кон она што значи највисока корупција, како што веќе кажав, и да останам, видите, логички доследен на она што веќе јас, видите, полого време го зборам, затоа што они што ме видите следат, ќе кажат како сега Лабовиќ цело време заговара да се направи систем кој што значи систем сам по себе по својата внатрешна логика ќе има значи таква функционалност без оглед која е таа партија што ќе биде на власт и што ќе видите функционира во најлошите можни услови без оглед дали имало или немало политичка волја, без оглед на видите овако моменталната персонификација на таа актуелна номенклатура на власт. И како сега ние значи велиме Панче Тошковски не, тој да не си даде оставка и да го фактички граѓаните поддржат. Ама не сме овде да го браним Панче Тошковски, јас не го бранам, но сакам друго да ви кажам. Сакам друго да ви кажам. Тој и да сака да сега значи да поднесе веројатно размислува, јас не знам, меѓутоа сакам да кажам во овакви ситуации не дека е тој сакам да кажам незаменлив. Тој не е незаменлив. Веднаш ќе се најдат, можеби да речеме десетина што ќе го заменат. Но што ќе се случи обезглавувањето на таа институција клучна која што се создаде еден нов дух, еден нов метод, еден нови вредности кои што ги мотивира високо професионалците да се вршат работа, ќе се јави еден дефетизам, еден значи хаос, една дезориентација, не само временски може и брзо тоа се одвие, меѓутоа имајте
дека во ова влада е еден од најдосега успешните ови министри. Да, тоа е ваше мислење, професор. Тоа не само моје мислење, тоа е значи мислење и на најголемото мнозинство граѓани. Во овој момент тоа е ваше. Сакам да кажам, во оваква ситуација, на повеќе деценески да се само заврши мислата, овој коруптивен систем, она за што јас се веќе 23 години, се уште го тука нема. Немајки го, во таа смисла не можеме да ние одиме со тоа дека ако некој си поднесе оставка, као во една, да речеме, шведска, данска или финска, ќе биде све и ќе функционира понатаму системот. Не, овдека, видите, персонификацијата, понекогаш на една адекватна личност, која јас пак ќе речам, не значи дека е таа идеална и дека нема одредени да рече грешки и дека не може да се значи подобри. Меѓутоа во овој значи момент ќе значи дестабилизација и на самата влада, но што е можеби за видите некој посакувана варијанта, да се дестабилизира, да се случи некој српско сценарио, да се овдека создадат некои услови за некој хаос и да се видите бара реформи. Реформи да, ако некој бара реформи, тој е авторот на оваа книга. Значи, не може да некој бара реформи. Јас сум лично навреден. Се го поврзвам лично со мене ова. Не со видите, Панчо Тршковски. Да разбирам. Какви се тие реформи празни кои што се бараат веќе 30 и кусор години и ние реформираме нон-стоп нешто, а никаков резултат нема. Тоа се тие истите идеолози, истите хушкачи, што ги видите хушкати, што ги овако подбуцнуваат младите луѓе. Правда за сите реформи сега. Професор, за какви реформи сте можели? Зошто видите од кога е создадено ова дело 23 години истите тие го на секој начин сака да го скријат и да го игнорираат. Зошто не го стават на маса? Не викам дека е недоброто, но дајте не сакаат да го стават на маса и само да завршам мислата. И во една рационална конфронтација со значи логички принципи на аргументација поврзани со неспорни емпириски правни факти да се види кој е најдобриот концепт за Македонија и тој да се одбере. Не мора да биде на значи Миодраг Главовиќ. Дајте значи нон-стоп зборам за тоа. Они сакаат реформи, а уствари не знаат за какви реформи. Верувам дека не гледаат и дека ќе имаат можност да го погледнат се тоа. Само за крај морам да ве прашам дали е направена грешка што не е побарана меѓународна помош и дали треба да се бара меѓународна помош во однос на истрагата во Иднина. Видите, да ви кажам, искрено, најискрено што мислам, нема, видите, потреба во овој случај. Значи, нашите надлежни државни органи, не само Министерството за внатрешни работи, и останатите кои што учествува јавниот обвинител покажа, ако сакаат, дека може да тие да работат. Дека има доволно, значи, професионални капацитети, ресурси да ги спроведат истрага. Што се случи кога повикавме меѓународни експерти за модуларната болница? Испадна Кабелот дека е крив. Сакате сега да испадне дека е нешто така слично криво. Дека не бил кабелот, значи прописно ставен, да, но каде се тука материјалите? Кој ги правеше тие модуларни болници? Каков материјал кој може да изгори за само 2-3 минути? Не се постави тоа, видите, прашање. И од тука имаме ние доволно капацитети, ако немаме, во одредени случаи ќе се види тоа и во еден таков случај може да бидат повикани. Професоре, благодарам многу за гостувањето во Тема недела. Благодарам и на вас. Инспекцијските служби, заклучно со вчерашниот ден, завршиле 82 контроли за угостителска дејност со изготвен записник од 23 објекти со лиценца. Било утврдено дека 13 немале ниту минимум технички услови. Контроли спроведува и финансиската полиција. Продолжува засилената инспекција низ угостителските објекти. Заклучно со вчера, завршени се вкупно 82 контроли, а како што велат од владата, за многу повеќе објекти проверките се во тек. Се контролираат дискотеки, кабареја, кафич, клубови. Од 23 со лиценца констатирано е дека досега 13 не исполнуваат минимум технички услови, при што се изготвуваат решенија до Министерство за економија за одземање на лиценцата и ќе бидат издадени решенија за забрана на вршење на дејност. Кај 5 правни субјекти кои што се регистрирани како кабаре диско и кои што се со истечена лиценца, а е утврдено дека работеле изминатиот период, сакам да информирам дека се издадени решенија за забрана на вршење на дејност. Кај останатите 41 кафич клуб, кај 30 од нив се констатирани неправилности по Законот за угостителска дејност. И изречени се 28 прекршачни налози и 2 затварања за пречекорување на работно
време што подразбира и платен налог. Во големата акција за проверка на објектите кои функционираат како кабареа, дискотеки и ноќни клубови, активно е вклучена и финансиската полиција. Оттаму велат дека на располагање се ставени сите капацитети. Акцијата се фокусира на утврдување на финансиски проневери, избегнување на даночни обврски, нелегално работење и други неправилности во финансиското работење на угостителите. Паралелно со ова, истражните органи се насочени кон откривање на сите аспекти кои би можеле да доведат до санкционирање на оние кои не ги почитуваат законите и регулативите, велат од Управата за финансиска полиција. Премиерот Мицкоски во гостување на Сител рече дека ќе се проверат и сите објекти кои се под општинска надлежност. На терен ќе излезат и комуналните инспектори за да ги проверат настрешниците и терасите. Мартин Арсов, Сител телевизија. Се проверуваат 1100 лиценци согласно Законот за градба и Законот за урбанистичко планирање. Од досегашните контроли завршени кај половина од нив, според информациите од Министерот за транспорт, на 97 фирми ќе им бидат одземени овие лиценци. На 97 приватни фирми за изградба, проектирање и надзор при градба ќе им бидат одземени лиценците, затоа што не ги исполнуваат законските услови за работа. Станува збор за 15% од досега исконтролираните 643 субјекти, меѓу кои се и 13 фирми кои градат државни објекти, 2 кои вршат надзор на истите, 34 компании кои градат згради, фабрики, угостителски објекти, школи и слично. Министерот за транспорт најави дека до вторник ќе се заврши контролата на сите 1100 издадени лиценци согласно Законот за градба, пошто ќе бидат јавно објавени имињата на прекршителите. Покрај изведувачко градите објекти имат и надзор за А категорија, за државни објекти. 6 правни лица надзор за градба на Б категорија, тоа е се останато. 3 правни лица А лиценца за проектирање, оние кои што ги прават проектите, и 20 правни лица, повторно за мене исто проблематично како горните, Б проектирање на градби од втора категорија. Тоа значи се што е градба надвор од државните објекти. За несреќата која се случи во Кочани, Министерството за транспорт не е надлежно, бидејќи станува збор за објект од Б категорија, за кој лиценца издава општината. Согласно планот на општината, објектот бил изграден во 1999 година и првично се користел како фабрика за шиење, потоа како магазин, пошто се доградува уште еден дополнителен објект, кој подоцна се легализира. Николовски информираше дека по ова се направила адаптација на објектот, без одобрение од никого. Ставен е печат од одредено лице, да не одам понатака во детали, кое што или не видело што се случува таму, па на слепо ставило потпис и печат, или видело, ама го игнорирало тоа. Проблемот на ваквото законско решение, според мене, е тоа што се остава голем простор на совеста, нема друг збор, на совеста на подносителот, кој што гарантира со изјава пред нотар дека тоа е така. А нотарот при тоа нема начин како да провери, затоа што не е работа на нотарите да проверуваат. Знае дека кај нотар можете све да заверите, вие сте одговорни, не е нотарот одговорен. За да се спречат трагедии како таа во Кочани, ќе се менува Законот за градба, со што ќе може веднаш да се одземаат лиценците. Сегашниот закон дозволува жалбена постапка, која може да трае и до 2 години, а за тоа време објектот кој не исполнува технички услови да продолжи со работа. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Министерството за образование и наука мобилизираше мрежа од 100 психолози за да помогнат во училиштата. Приоритет се става на училиштата во местата од каде има загинати. Освен со учениците, стручните лица ќе работат и со нивните родители, наставниците, но и со сите граѓани засегнати од оваа трагедија. Министерството за образование и наука мобилизираше мрежа од 100 психолози за да им помогнат на своите колеги во воспитно-образовните институции во Кочани, Виница, Штип, Чешиново, Облешево и околните места. Фокусот се става на училиштата каде што има жртви од несреќата во строутниот пожар во дискотеката Пулс, за да работат со учениците, со нивните родители, наставниците, но и останатите граѓани засегнати од трагедијата. Во моментот 32 од нив веќе обезбедуваат директна подршка на терен. Работат со учениците, но и со семејствата кои изгубија деца во несреќата. Активни беа и во текот на вчерашниот ден. Надлежните утврдиле дека е потребно и поголем број на стручни лица на терен, па затоа сите останати ќе се вклучат откако ќе помина денешната обука. Психолозите работат согласно протоколи создадени за во кризни ситуации.
Струčните лица се фокусирани на училиштата во кои што има жртви, но и во другите училишта каде што се наоѓаат браќа, сестри, родители на починатите, секако и роднини на починатите, така да во секој училиште се наоѓа по еден психолог и тие ги таргетираат лицата со кои што треба да работат. Работат групно, но работат и поединечно, се разбира неколку дена се организираат и прават распоред, но веќе функционираат, тоа е многу важно. Психолозите работат и со студентите во Штип, влегли и во младинските хабови. Дополнително на страницата на Министерството за образование и наука достапни се контакти од стручни лица, кои се достапни за разговор за сите граѓани кои чувствуваат ваква потреба. Габриела Лескова, Сител телевизија. Младите од Тетово бараат правда за сите, организирано од пред Тетовскиот суд, каде остави апарат за гасење пожар, повика одговорност да има и за обвинителите и судиите, кои ја кочеле правдата досега. Група млади од Тетово бараат правда за несреќата во Кочани, но и сите претходни. Со оставање против пожарен апарат пред влезот на зградата на судот и обвинителството во градот, символично испрати порака колку е важна правдата за сите досегашни трагедии во кои згаснаа многу човечки животи. Да ги изведат пред правдата и да ги стават зад решетки вистинските виновници и тие што се одговорни за трагедијата во Кочани, каде што загина 59 млади, за пожарот во модуларната болница во Тетово, каде што загина 14 наши граѓани, за несреќата со Бесатранс во Бугарија, каде што загина 45 граѓани, за несреќата со Дурмотурс во Ласкарци, каде што загина 16 граѓани и за многу други трагедии што за жал немаше никаква казна до денеска. Исто така ваша должност е да ги изведете пред одговорност и судиите и обвинителите кои ја кочеле правдата во овие и во многу други случаи. Граѓаните во оваа држава сакаат да имат вистинска правда и сакаат да гледат правда што вистински функционира. Претходно и премиерот Мицкоски најави можност за реотворање на судските процеси за Ласкарци и модуларната во Тетово. Револтот е голем што и 6 години подоцна семејствата се уште чекаат правда. Судскиот процес за модуларната пред 3 дена стартуваше од почеток, откако првиот процес заврши само со условни казни за двајцата поранешни директори, обвинети за тешки дела против општата сигурност. Освен вештачењата дека пожарот го предизвикал електричен спој, судењето воопшто не го отвори прашањето за пропустите во изградбата на монтажниот објект, во кој немало ниту противпожарен апарат. Правосилна пресуда нема ниту за Ласкарци, 6 години по несреќата и по повеќе од 100 одржани рочишта. Највисока казна од 14 години доби возачот на автобусот, додека обвинителството ја обжали пресудата за сопственикот на Дурмотурс, кој беше прво обвинет за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и доби казна од 4 години. 8 месеци подоцна, апелација се уште нема одлука. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Тројца припадници на армијата се полесно повредени откако нивното возило се преврте на патот Штип-Кочани. Во возилото, како што информира од Генералштабот на Арама, удрило цивилно возило. Денеска на патниот правец Штип-Кочани во 13 часот армиско возило Land Rover Defender со тројца припадници на армијата при извршување на редовни планирани активности смена на стража учествувало во сообраќајна незгода, односно армиското возило било удрено од цивилно возило во задниот дел. При тоа тројцата припадници се полесно повредени и се пренесени во Кочанската болница на понатамошни медицински исследувања, стои во информацијата од Генералштабот на Арама. На лице место беа излезени МВР и припадници од војната полиција, а на местото на несреќата интервенирале возила на итната медицинска помош од Кочани и од територијалната противпожарна единица. Според информациите од МВР, пак вкупно 5 лица се здобиле со повреди, од кои 4 се пренесени во болницата во Кочани и едно во клиничката болница во Штип.
Информација која ја добивме пред малку, голем пожар на отворено гори во делот на Струмица покрај градските гробишта на селбата Сафилар и кон селото Баница. Пожарот брзо се разгорува од силниот ветар, според тоа што може да се види во снимките, горат делови од шума, нискостеблести растенија и трева. Сите противпожарни екипи од Струмица се обидуваат да го локализираат пожарот и да спречат тој да стигне до куќите и другите објекти. Пред малку разговаравме со градоначалникот на Струмица, Костадинов, кој што вели дека нема опасност по куќите. Ја слушаме изјавата од него и од директорот на Центарот за управување со кризи. Во моментот сите наши сили се на терен, имаме поддршка од Валандово и Богданци, но до локализираме горат ниви, прски. Во моментот локализирано е да не стигне до куќите. Многу е близко до населението, до населените места. Беше, не е сега. Ама има многу ветар, не знаеме. Пожар кој што зафати по голема површина со остатоци од земјоделски култури, но и трска во околината, односно атарот на село Ангелци, Баница и околните села, се движи во насока на село Василево. Има многу силен ветер кој што може да го движи огнот кон блиските куќи и на градот Струмица, приградските населби, но и кон околните села. Од тие причини од страна на градоначалникот на Струмица Костадин, кој што е на терен, е побарана поддршка од соседните локални територијални противпожарни единици. Повеќе екипи се упатени на терен, како што се Валандово, Радовиш и Богданци, но најверојатно ќе треба да се побара помош и од други локални територијални противпожарни единици. Можност од употреба на воздухоплови е исклучена во текот на ноќта. Доколку пожарот не биде совладан во текот на ноќта, рано наутро ќе се преземат дополнителни мерки.